Стотици цртежи изработени од младиот талентиран евреин од Битола Гастон Гамлиел на 80 годишнината од депортацијата на евреите, битолското семејство на Шоку му ги предаде на роднините на уметникот, семејството Ароести од Израел. Овие творби 8 децении како аманет ги чуваше семејството на Кипровски, а потоа и семејството на Шоку, во кое се омажила ќерката на партизанот Аница на Шоку. Гастон Гамлиел починал во Битола во 1939 година од тифус. Тие беа дојдени од Виена. Имаја една стара баба и децата. Додека живееше тој тука во оваа куќа, се занимаваше, беше болет од тифус и ги црташе овие дела. Потоа тој умре во 39 година и во 43 година, кога требаше да заминат, да избегат, татко ми беше во партизаните, му рече дека ќе му поможи за да заминат и тие во шумата, за да не останат да одат во логор. Ама има една баба 90 години и не сака да ја остава таа баба да оди сама во логорот. И така сите заминаа во Треблинка. Ги оставија овие дела на татко ми и му рекоја, ако случајно некој од нашата фамилија се врати жив, да не ги вратите, ако не, ви ги оставаме вас во наследство, во спомен. Ние 80 години ги чуваме овие дела. Сите дела, 80 години, беа посебно чувани во пликови и ставени во една папка. Ја прашавме колку беше тешко да се зачуваат толку добро делата на Гастон Гамлиел и какво е чувството после еве толку години да го исполни аманетот од таткој. Татко ми ги имаше сигурно негде скриено и зачувано, за да можат до ден денес да останат тука. Јас сум многу возбудена, затоа што после толку години ќе го исполнам амането на татко ми и било ми е што се најде некој нивни роднина што ќе ги земи. Ова е непроценливо богатство за моето семејство, рече Рейчел Ароести, сега Фридман, а роднина на уметникот Гамлиел. Like Zoran told you. Како што кажа Зоран, правев церемонија во Ерусалим. После неа отидовме во ресторан и додека седевме, некој го спомна Солун. Јас реков, знаете, имав прабаба која била родена во Солун. Ме праша за името. Гамлиел. Навистина Гамлиел, знаете, има една приказна во Битола. Напишан текст за некое момче, многу талентирано момче кое цртало слики и пишувало поеми. Името му е Гастон. Кога го чув името Гастон, останав без крв, замрзнав, бидејќи во нашата куќа Гастон беше често споменуван и од баба ми и од мајка ми. Ми имаа кажано дека тој бил многу талентиран. После толку години, двете семејства ги спои битолчанецот Зоран Ѓорѓиев, тргнал од интервјуто на Петар Ставрев со семејството на Шоку, па така почнал да истражува. Гледајте ги листите што ги поседувам од Државниот архив и претходно што истражувам, што се занимавам со еврејското наследство во Битола, значи не пронајдов никакви траги за таа фамилија, значи каде заврши, каде може да е за да помогнам јас во целата таа ситуација. Но сега пред околу 3 месеци бев запишан сум на постдипломски студии во Хаифа, на универзитетот во Хаифа и при една церемонија во Ерусалим се собравме така заедно со неколку од битолските фамилии кои живеат таму, имаат потекло тука и во несврзан разговор се запознаваме, јас сум Зоран, јас сум Рахел и си разговараме околу Битола и во самиот муавет таа спомна нешто, баба ми е Гамлиел. И то Гамлиел кај мене одма што се вика ми ги отвори сите тие скриени работи што сум ги чувал долго време, се со цел да помогнам во целата таа приказна. Рейчел кажа дека се уште размислува што ќе прави со цртежите на Гастон. Можеби, како што рече, ќе ги даде во некој музеј во Израел.